Ми се чини дека е време да се поврземе со Марија и веќе ја имаме, кога сме кај сонцето. На лице место со Марија зборуваме некако во изминативе денови повеќе го имаме сонцето. Имаме чувство дека пролетта порано ни пристигнува откако календарски. Веќе ги слушаме и птиците како милозвучно пеат. Се будење. Апсолутно влијае на нашата психа многу позитивно. А и пред некој ден забележав еден мој пријател сосема нели во маркет и велам каде си процрвено толку бев на ски, мислејќи дека сега моментот се нели атрактивни оние тропски моменти дестинации, тој ми вели не бев тука само на нашето кога имаме ведро време и на планините, нешто што навистина изгорен, значи изгорен. Така што да не забораваме за сите вас тема. Дека грижата е многу важна за кожата и во текот на целата сезона или заштитата од сонце. Марија ни говори за тоа со дерматолог Тихомир Цветковиќ, со кој што е заедно утрово, па Марија поздрав уште еден до тебе и повели. Поздрав и до вас, колеги, токму така, нашата денешна тема е заштитата на нашата кожа од сонцето и од сончевите зраци. Иако на некој начин оваа тема честопати не асоцира на летниот период, на летните денови, токму затоа и реализирам оваа тема со цел да ги потсетиме нашите гледачи дека всушност заштитата од тоа сонце и од тие сончеви зраци треба да ја практикуваме самата заштита во текот на целата година, а не само во летниот период. Како правилно да се заштитиме и многу повеќе за СП факторот во продолжение слушаме од мојот денешен гостин, дерматолог Тихомир Цветковиќ. Добро утро и добро дојдовте повторно во нашата утринска емисија. Добро утро и благодарам на приликата. На самиот почеток, зошто е важно да се грижиме во текот на целата година од сончевите зраци, иако напоменав дека на некој начин оваа тема не асоцира само на лето? Па не би биле целосно во грешка, летото е пикот каде што треба заштитата да е најконкретна и најсилна. Меѓутоа не треба да се заборави зимата, бидејќи има известни инстанции, известни ситуации во текот на зимата каде што сонцето може да наштети така малце по-конкретно од вообичаено. Имено треба да дозволиме малце сонце на нашата кожа. Човекот е денско животно кој што му треба сонце за да функционира, меѓутоа нормално не во ексцес, затоа и ги имаме тие заштитни механизми кога црвенееме, кога не пече кожата, тоа не веќе знак дека нели патиме. Во однос на зимата и каде е штетата од сонцето во зимата, обично е на високите места. Значи ако се бавиме со зимски спортови, ако сме изложени на голема надморска висина и има сонце и ради целиот тој снег, настануваат неколку моменти. Може да настане, значи, стандард изгореница на оние фотоизложени места, кои што во зима обично е лицето, нели? Меѓутоа страдат и очите. Така да не сме да се запостави тој момент. Самата ниска температура ни ја лаже перцепцијата дека не е доволно топло и дека не можеме да настрадаме, но за жал тоа не е така. И тоа би било горе-доле единствениот момент каде што на нормална здрава кожа би можела да настрада, а се разбира зборејќи за оние поранливи категории како луѓе со известни кожни хроницитети и слично, за нив се разбира и ова секојдневно денско сонце знае да биде проблем. Така да заштитата треба да трае 365 дена годишно. Еве, со оглед на тоа, да, треба да трае самата грижа во текот на целата година, конкретно за пролето, со оглед на тоа дека ни наближува. Како да ја заштитиме самата кожа? Апсолутно исто како што би си ја заштитили во лето и на планина и слично, значи да си има еден заштитен фактор крема која што би варирала помеѓу 30 и 50. Обично кога е лето ја сум ревносен да е тоа 50 и никогаш помалце, меѓутоа бидејќи во пролет немаме толку UV индекси, не е толку силно сонцето, сепак би рекол може да се подспушти малце, нели, во контекст на јачината на UV факторот. Не може да се сгреши, се разбира, со ПСК, но да се биде повнимателен, се зголемува денот, се зголемува UV индексот, се зголемуваат сончевите денови и колку и да го посакуваме тоа сонце кое што цела зима нели не избегнуваше, сепак треба да се има едно ниво на усул, нели, едно ниво на рационално изложување, затоа што знаеме дека кожата трпи и памти. Значи едноставно колку порано почнеме да инвестираме во незиното здравје и да ја штитиме од штетни надворешни влијанија, толку така ќе ни биде поблагодарна ни животот. Така да не би се менувале параметрите за заштита, се разбира, треба да се аплицира SPF фактор, но тоа да не биде во ексцес и да не биде на секој момент, затоа што пак ја кажам, на нашата кожа треба UV за да функционира нормално.
Доктор Цветкови, која е она разлика помеѓу фактор 20, 30 и 50? Може ли тоа да го појасни? Во контекст на јачината децимали се во прашање, значи нема да добиеме кој знае каква заштита повеќе од 30 до 50, но каде е песката супериорна е во време трењето на самата заштита или потребата за реапликација. Пак ќе кажам, тоа не значи дека треба да се аплицира само еднаш кај SPF фактор, тој треба да се аплицира во текот на целиот летен ден. Зборам кога имаме нели силно сонце помеѓу 10 и негде 17 часот, меѓутоа колку што е понизок факторот, толку е поголема потребата за чести реапликации. Така да тоа е тоа, инаку во контекст на процентите како беа се 99,7-6% за ПСК, наспроти 99,1 или 98,9 за 30-ката. Така да во контекст на овие заштитата се децимали во процентот, меѓутоа потребата за реапликација далеку, односно драстично се намалува како што се спуштаме назад во факторот. Пред самиот крај сакам и да прашам што би довело до тоа доколку не се грижиме константно за нашата кожа. Зборувам во лето, ако не нанесеме SPF фактор може да дојде до црвенило, изгореници, но што ако константно трае тоа и не се грижиме за нашата кожа? Тука е најголемиот проблем, значи до одредена мера кожата трпи. После тоа е злопамтило. Значи дека ако ние хронично гориме на сонце и хронично се изложуваме и хронично не темне кожата, само го зголемуваме ризикот прво и најбитно за карцином на кожа, кој што не е само меланомот, има и други типови на карциноми на кожа условени од УВ. Потоа изгледот на самата кожа, значи се намалува незиниот тонус и еластичност, при што кожата изгледа збрчкана, изгледа темна, изгледа уморна и стара. И после се дисколорациите, бенигните дисколорации, значи доаѓа до појава на флеки, известни флеки. Значи и од естетски, и од здравствен аспект сме наштетени ако хронично изложуваме нашата кожа на сонце. И само ете да подсетам јавноста ако заборавила или да ја кажам ако не знае, дека бронзениот тен добиен од солариуми и од сончење, осем што може би изгледа убаво, е крајно нездраво и непрепарачено од страна на дерматолози. Да се отвори таа тема во иднина, верувам ќе биде добро дојдена за нашите гледачи. Ви благодарам многу за одвоеното време утрина. Благодарам и на вас. Благодарам уште еднаш. Се надевам дека сите информации беа добродојдени за нашите гледачи, со оглед на тоа дека се говореше за здравје, како да ја заштитиме нашата кожа не само во летниот период од сончевите взраци, туку во текот на целата година.